Засилените протоколи и строгите правила не беа пречка и годинава да се најде начини да се пробие тестот по мајчин јазик. Околу 7.000 членови во Вибер група на Словена Македонија споделувале одговори од вчерашниот испит. Тестот е фотографиран од учениците во моментот кога го добиле, а по одреден период додека траел испитот почнале да се препраќаат првите одговори на прашањата. За ова се дознало кога до вработените во државниот испитен центар стигнале информации дека се препишува на овој начин. Пријавите стигнале од анонимни броеви, пошто директорката Михајловска добила и докази и самата видела што се случува. Михајловска одговорност е лоцира кај тестаторите и наблюдувачите. Тоа е тестот, мислам, јас ги видов фотографиите кои што се ставени во групата, значи некој ученик во моментот кога учениците ги добиле тестовите, кога требало да почнат да пишуваат, го фотографирал тестот што е пред него. Тоа е споделена одговорност. Значи во моментот некој од тие луѓе што имал обврска да внимава учениците да ги почитуваат правилата, значи некој што имал обврска да им каже на учениците дека мора да ги остават телефоните надвор, не го направил тоа. Или кога седнале да го решаваат тестот и извадиле телефон, не виделе дека го извадиле телефонот на маса. За време на вчерашниот испит, неколку ученици биле фатени на лице место со телефони кои им биле земени и автоматски ќе добијат 0 поени и ќе им се поништи. Испитот, па знаењето ќе им се проверува во август. Оценувачите од ДИЦ сега ќе имаат задача да проценат кои се препишувачите и потоа да се донесе одлука за поништување на нивниот испит. Државен испитен центар треба да започне сега со процесот на оценување. Тоа значи дека нашите оценувачи кои што се всушност професори од средните училишта со долгогодишно искуство како оценувачи, ќе добијат прецизни насоки како во текот на оценувањето да постапат кога ќе најдат тестови во кои што констатираат препис. Полагањето на мајчин јазик како прв дел од државната матура за прв пат беше во сали и холови на училишта наместо во училниците. Ангажирани беа околу 2000 тестатори, наставници и околу 250 наблюдувачи од државниот испитен центар. Целта на полагањето по построги правила беше за да се избегне препишување, како што се случи и минатата година.